Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Порта, ново издание. Со оглед дека емисијата беше најавена денеска и секако благодарам на големиот број пораки што ги добив на мојот портал, особено на Facebook, и најавената тема создаде голем интерес кај сите вас, од причина што секогаш историјата македонска или историјата на Македонија ги крева и адреналинот и апетитите до највисоката точка. Дали Европа има аргументи да ја победи македонската вистина и историја? Тоа е работниот наслов на вечерашното издание на Порта. Имајќи факт дека сведоци сме исто така дека не запира и натаму канонадата, да речам, и притисоците на старата дама, односно представниците на 27-те земји членки на Европската унија, која вели упатва порака дека за да се стане дел на тој джет сет или на големото добро утро, Македонија треба да го реши прашањето за и околу името. Од друга страна ми дава за право да коментирам како новинар, од едноставно што ме збунува, а не треба да ме збунува, бидејќи и вас претпоставам дека оттрпнавте на парадоксалната артикулација на така наречените аналитичари кои преку ноќ се појавуваат, односно како печурки после дожд, и секој дава своја анализа дали требаше или треба Македонија да ја одбрани својата историја, презентирајќи ги монументите, односно историските личности кои се дел од реалноста, од вистината за Македонија, и колку тоа создава негативна ситуација кон еден наш сосед, поточно станува за нашиот јужен сосед. Па се прашувам истина дали во отсуство на ова безредие што се случува кај нашиот јужен сосед и покрај тоа што по кој пат Македонија покажува и ја упатува пораката не само на нашиот јужен сосед, туку и на светот, дека комшијата или соседот е поблизо од одредениот брат. Но нашиот сосед ниту ја прифатил, ниту ќе ја прифати овој пат понудената рака за соработка, и тогаш кога гореше, скаја да е, знаете дека таму почесто огинот го има главниот збор. Ова не го кажам со никаква малициозност, туку такви се можностите, околностите што се случува и сега кога државата е пред седми пат пред банкрот и кога навистина ја загрозува светската економија не само на 27-те земји членки на Европската унија, туку и светската економија, таа и натаму останува на тоа незино, на тие цврсти ставови дека не сака да чуе за и околу Македонија да влезе таму кај што е местото, без да го смени незиното уставно име. Тоа што сака да го потенцирам, тие незини така наречени адвокати и даваат и натаму сила и создаваат некакви несигурни и нејасни ситуации или небулози, да создават една крива перцепција и крива ситуација за тоа што се случува во државата. Во државата се случува многу јасно дека народот на 8 септември 1991 година го даде својот глас на еден плебисцитарен начин, се изјасни и кажа дека земјата се вика Република Македонија. Но како и да е, ние вечера, почитувани, и ве покануваме и натаму да бидете интерактивно вклучени со нас, со оглед дека соговорниците кои ги поканив вечера со мене, ве го имате во широк кадар, ќе го задржат дефинитивно вашето внимание, од причина што тие се најкомпетентни и најавтентични да дадат одговор на сето она што ние го велиме, дали Европа има сили да ги руши аргументите кои се на нашата страна. Еве, да ги поздравам и да им посакам добро вечер на професор доктор Душко Алексовски, истражувач на Карпеста уметност. Добро вечер и добро дојдете. Добро вечер и благодарам на поканата. Благодарам. Дипломиран архитект Васил Илјов, аналитичар и истражувач, за вас доста познат, кој навистина би сакал голема увертира или да го представам, човек кој од преку неколку децени се ја истражува македонската историја и кој досега воопшто нема никаков демант. Добро вечер и добро дојдете. Добро вечер, добро ви најдов. И тиме, знаете дека Порта секојаш дава се од себе да има ексклузивитети. Имам исто така двајца истражувачи познати за вас. Тоа е професор доктор Аристотел Темтов. Тој истражувач и познат за каменото од Розета, заедно со академик Бакевски, и исто така преку Скајп ќе го имаме Владо Павлов, истражувач кој е од ЦНСА исто во живо во Скајп. Еве, почитувани реков дека режијата ќе замолам само уште ова да ги регистрира нашите имейл адреси. Тоа е Порта на МТВ,
каде што вие од сега па до крајот на емисијата можете да упатите пораки и секако во вашите пораки во живо преку телефони, но да најдам на разбирање. Ви молам, задржете се на темата и кратки директни прашања, односно анализи апропо вечера што ние ќе говориме. Па, господо, да го започнеме вечерашното издание, со оглед дека рековме дали некој има сили да ги искрши аргументите или да ги демонтира аргументите, кои ќе бидат во штета наша, а во нивна корист дека Македонија нема право да се нарече тоа што се чувствува дека е Македонија, дека е Македонија, дека е македонскиот народ е македонски и дека јазикот е македонски. Поверете. Лично јас мислам дека нема. Не заради тоа што ние сме македонци и се сакаме по секоја цена да си го одбраниме името, затоа што ние како македонци немаме ни потреба да го браниме името, тоа е со векови и со илјадолетија присутно не само на територијата на Македонија, туку на територијата на Европа, на Африка, па и на Азија. Ако да кажеме пред едно 15-16 години, кога дел од моите истражувања беа ставени во интернет, побудија тогаш доста интерес, тогаш сега тие истражувања се размножени во интернет, дури некаде до 660 милиони примероци. Колку? Околу 650 милиони примероци. Голема бројка, секој случај. Голема бројка. Ако некој го напише во Google, да речеме, ја напише адресата на мојата веб страница, тогаш дневно може да добие некаде, во зависност од тоа дали ќе биде на латиница или на кирилица, од 12.500 до 40.000 јавувања или наслови на различни форми на презентација на ова материја около Македонија. Потеклото на името Македонија. Ние кога зборуваме за Македонија, тоа е една голема тема, посебно ако сакаме да ја најдеме вистината за името Македонија и за придавката македонски, тогаш треба да се обратиме кон археолошката лингвистика. Кога кажувам археолошка лингвистика, конкретно за придавката македонски, бидејќи таа е некако ние поблизу сега до неолитот, нели, тоа е во раниот неолит, според датирањата на Марија Гимбутас, ова плочка што ја држам пред мене, која ја пронашле, која пронашле бугарските археолози и ја имат објавено во археологија на Бугарија, списанието, овдека во тоа време нивните лингвисти виделе само бастунчиња, лакти, нозе, шепи и така натаму, меѓутоа никаде не виделе букви, не виделе фонетско писмо. Благодарејќи на дешифрирањето на ова плоча, глинена, на маргините, овдека децидно можеме да прочитаме Пир Македонски. Значи, според датирањето на професорката, потекло е некаде од прибалтичките републики, меѓутоа во Советскиот сојуз не би од Советскиот сојуз заминала, па станала професорка на многу универзитети, конкретно и на универзитетот во Торонто. Ова старост е некаде 5000 години. Значи, ако овдека пишува Пир Македонски, македонски е придавка од именката Македонија. Така. Затоа моите истражувања беа насочени, ено овдека ќе го покажам од истото, нели од овдека, само зголемено, кај што овде стои Пир Македонски. Значи нема никаков фалсификат, ова си е археолошки артефакт. Ако некој од земјината топка најде некој свој друг доказен материјал дека така се викале пред 7000 години, тогаш можеме да му дозволиме да седне на една ваква таркалезна маса и да разговара со нас. Меѓутоа овдека не завршува приказката. Во палеолитот, ете малку
ни требале повеќе години, значи ако ова е ставено во интернет некаде 95-та година, значи после 16 години таа веб страница ги дава своите резултати. Меѓутоа, благодарејќи на многу истражувачи, конкретно и на материјалите што ги има ставено на својата веб страница Джоконда, Министерството за култура на Франција, јас успеав да дешифрирам еден текст за името Македонија, кој е со старост некаде од 15.000 13.000 години пред наша ера. Меѓутоа, во истражувачките работи што се прават на Бломбос, тоа е една пештера, околу 180.000, не, околу 180 240 километри од Кейптаун кон Индискиот океан. Таа, ја се нареков Амаилија, е со старост од 77.000 години, како што овдека во своите истражувања дават одредени истражувачи на таа материја. Меѓутоа, бидејќи се занимавале со дешифрирање, они сметале дека тоа се некои нумерички податоци, барем така ете овдека фигурира, ова е таа Амаилија, од Охра. Јас на нејзе успеав од лево на десно и од десно на лево, бидејќи тука фигурира наводно некој геометриски систем, а се работи за лигатури, за компатибилни лигатури. Како сега да имаме компјутер, една на друго, да можеме да ги ставаме содржините. Замислете, ова се случува 77.000 години, значи 75.000 години пред наша ера. Јас овдека од десно кон лево, лигатурата овдека е зета, со разлагање, зета и Македонија. Значи, тоа повторување, таа компатибилност, таа гениалност на оној кој ја создаде, го создаде овој напис или запис и го остави за идните генерации. Како и кога стигнала таа Амаилија во Јужна Африка, тоа е веќе прашање на дополнителни истражувања. Меѓутоа, ова веќе стврла една сосема друга светлина. Зошто? Затоа што ова не го пишувал неписмен човек. Да создадете писмо, тоа е веќе писмена цивилизација. Значи, со тоа автоматски се подигна апсолутната хронологија на писменоста на човештвото. Меѓутоа, во истата таа пештера Бломбос е пронајден, овдека имам јас картата, каде се наоѓа пештерата Бломбос, од Кейптаун, има 180 мили или 200 некаде 40 километри. Тоа е точно на најјужниот дел на Јужна Африка. Појаснимо уште еднаш на гледачите, зборот Македонија, значи го среќаваме пред... Зборот Македонија, според мене, го содржи два збора. Тоа е името на големата мајка Ма и Дом земја. Значи земја на големата мајка. Таа земја на големата мајка, со овие истражувања што ги имам направено, потврдува дека била од Атлантскиот океан, па некаде до Тихиот океан, и горе од северните мориња, па гледаме до Дали има друга држава, земја во светот која се вика Македонија, освен нашата? Еве за двајцата тоа прашам. Па почнувајќи од великата зета Македонија, па до денес друга држава, освен империите што ги создавале македонците, нема. Може да има во средновековниот период како теми, како области кои влегувале во состав на разни империи, меѓутоа и тие се погрешно дефинирани.
нема фактички царство Византија, затоа што таму 250 некаде години владее македонската династија. Ние во подоснежните периоди, по една година, по 2 години, по 10 години, да има некој свој крал или свој цар, или по неговото име, или по името на народот се именува империјата. Значи, во принцип, сите тие, независно дали бевме окупирани или не, тие имиња на држави или на империи се наоѓале на македонска земја. Сега, зошто викам од Атлантскиот океан до Тихиот океан? Значи, ако се тргне од М, нели, отварањето ќе биде ма, мо, му, ми, ме. И затоа постојат различни прифаќања на името на големата мајка Божица. Спрема исток, таму е мо и му, овдека кај нас, при ден денес во Индија, овие серијали што ги гледаме индиските, таму за мајка викат ден денес ма. И ние тука нагалено ќе кажеме ма. Што правиш, како си? 2 пати ма дава мама. Пак е тоа деминутив од мајка за нас македонците. Значи, ова работа ја имат напишано писари. Значи, дешифрирањето на името на писарот со 77.000 години става до знаење дека целокупниот палеолитски континуитет го создават умни, грамотни луѓе. Не се тоа недоразвиени луѓе, како што сакат да ни покажат дел од антрополозите, и тука е фактички големото несогласување помеѓу третирањето на материјалната култура, третирањето на антрополошката интерпретација на наодите, и одеднаш ние имаме една високо образована личност која остава надпис кој денес не фрапира. Значи, требале тие луѓе да имат до таа степен можност на обобштување на таа материја, за да можат компатибилно да ги соберат сите тие денес лигатури според латинскиот јазик, би кажаме, значи, тие спојувања кај што дозволуваат да се дешифрира од десно кон лево и од лево кон десно тој така наречен континуиран македонски јазик. Јас чујата, да речено, трансформирање на вистината или модификација на истината од страна на нашиот южен сосед, ќе си земам заправо како новинар да забележам, дека сепак и таа 88-89 Мицотакис како премиер, која беше, даде, како што пишуваат медиумите грчки, 150 милиона марки за антимакедонска кампања да ја ретушира историјата и вистината за Македонија. Дали сето тоа успеа да влезе во менталниот чип на умовите, да речем, на Европа и да не ја прифаќат вистината? Вие кажувате аргументи што го имате како аргумент плюс. Господот Илјовски, исто професорот. Значи, дали можеме ние да смениме таа ситуација или навистина сме ставени до зидот и не смееме да дадеме нашата вистина? Еве, за тројцата би сакал најтелеграфски да одговорите. Бидете на линия, повелите. За да се одговори на ова прашање, прво треба научниот свет од Западот, кој многу добро ги знае изворите, историските извори, и нормално сега таму се бават исто така со палеолингвистика, нели, и така натаму. Ако веќе се тргне од тој така наречен татко на историјата, јас секогаш викам, не може веќе за нас македонците Иродот или Херодот да биде татко на историјата, бидејќи гледаме дека ние имаме со илјадници години надписи постари отколку таткото на историјата. Меѓутоа, еве да го цитираме него. Значи, Херодот знае за Македонија, македонци, пријателе македонче, македонски планини, македонски патишта, македонски реки, македонска земја, македонско царство, македонска династија. Според мене, овака посериозен и може би вистински историчар е Тукидид. Тукидид во своите истражувања и во својата анализа која има направено дали воопшто постоела некоја Тројанската војна, он доаѓа до сознание, како
служител на Атинската флота, он бил адмирал на Атинската флота, меѓутоа истите тие го осудиле на смрт, па му опростиле за големите заслуги што ги имал против персијанците и он скоро 20 години живее во дворецот на македонските кралеви, значи на Архелај I, кој 413 година ја пренесе престолнината од Еге во Пела и он фактички е основачот на Пела. Он вика, според направената воена и економска анализа, не верува во достоверноста на бројноста на бродовите, војските и славопојките на грците за Тројанската војна. Зошто? Па затоа што во Илијада и во Одисеј никаде не фигурираат хелени како народ. Таму кај што се споменува, тоа е едно мало македонско племе од подножието на Олимп, а Олимп, според истражувањето што ги има направено доктор професор Ташко Белчев, вика цела митологија почнува и завршува во Олимп. Меѓутоа тоа вика е македонска митологија, а не е така наречена хеленска или старогрчка или староримска митологија и дава нормално етимологија на боговите, на местата и така натаму. Сега, ако се земе кај Херодот, кој живеел 484 година, 424 година пред наша ера, па некаде тука 425 година веќе ја има оформено неговата историја, он тврди, хелените, откако ги асимилирале варварите, а пред се автентичниот атички народ пелазгите, од малуброен и слаб народ станале голем и силен народ според неговите сваќања. Меѓутоа вика, пелазгите, античкиот Акропол е пелазгиски град. Пелазгите и лелезите биле раселени по островите на Егејскиот архипелаг, Крит, Северна Африка, Јонија и Тракија, тоест северно од крстонците. Или крест, крст, ден денес тоа е македонски збор. На грчки тоа поинаку звучи, нели? Значи, ако сакаме ние да дознаеме цела ова работа, кои се тие стари предци, да кажеме Платон, он кој ги наведува диалозите помеѓу Сократ и другите филозофи. Он таму наведува, вика, првите жители на Хелада, исклучиво само тие се држеа за боговите, кои до ден денешен се држат многу меѓу варварите, за сонцето, месечината, земјата, звездите и небото. Господин Илио, сакам да ве замолам со оглед дека ја насочив емисијата за и околу истината за Македонија и правото на користењето на зборот Македонија. Дали го имаме, го нашаме тој континуитет? Прашањето беше, како успевате и дали можете на вашите колеги во светот да ги дадете вашите аргументи, да сватат вистината, со оглед дека тоа се аргументи што ве и за карпесната уметност би сакал да... Гледате, спрема трудовите кои ние ги имаме објавено во интернет, секој еден може да влезе и ете, јас сум благодарен што дури азербајџанската телевизија, вчера или некаде тоа го снимив од интернет, ги има систематизирано некаде 78 мои настапи на разни телевизии, нели од тоа што некаде сум го кажал, дури на радио и така натаму. Кај што таму зборувам за 102.010 години, тоа се мисли на минатата година, нели, кога тоа беше обелоденето, се зборува за 77.000 години македонска писменост, јазик и култура. Тоа е врз основа на дешифрирани артефакти. Дали бевте демантирани до сега? До сега од никого не сум демантиран, иако, еве пред мене, јас имам овдека еден многу интересен напис од грчки, дали новинар или лингвист, јас не знам кој е, вика, ископјани пропаганда, библиографија,
Само што? Значи, скопската пропаганда, библиографија на Соединетите Американски држави. Тоа он го симнал од Конгресната библиотека на Соединетите Американски држави и овдека ги дава сите податоци, дури и за податоците од Стејт департментот, дека нас не нарекува со име и презиме, нели, како македонци, македонски јазик и така натаму, и он се буни што ЦИА така ги наведува сите тие податоци за Македонија и македонците, давајќи дури и проценти, ако треба можем аз да го прочитам на грчки па да го преведеме, меѓутоа дава проценти дека Стејт департментот 64,2 признава македонски етнос и 66,5 признава македонски јазик. Ова секој еден може да го најди на интернет, овдека е веб страницата дадена, нели, елеферотипија го има ставено, тоа го има објавено, ете овдека Дали тие аргументи не ја освестуваат? Не го освестуваат нашиот јужен сосед, да и тој еднатаму е радикален. Дали начинот на несување на поединци, да речем, кои свесно, јас и минатиот пат ја спомнав професорката Маркус, која храбра беше професорката и реши да ги учи своите студенти, односно ученици, за македонската филозофска школа, не за грчката филозофска школа. Сојузнат секретарот за образование 9 пати и пресуди се разбор, изрече казна забрана на извршување на професорска дејност. Гледате, образованието остава траги и во зависност од тоа кој со каков квантум на информација располага, така и се однесува. Кој ќе се најди на позиција на сила да одлучува, тогаш си го наметнува својот став врз основа на своите знаења. Така. Требаше да поминат години за да можеме ние со овие истражувачки работи, да речеме аз овдека имам еден филитон што го објави дури 92 година. Добро. Кога тогаш за прв пат, нели, за насловен беше нови сознанија за Александар III Македонски и дадов овдека за прв пат тогаш ерата на македонизмот и така натаму, нели, полак. Јоди македонската победа кај Ис, нели, освојување на Феникија и на Египет, Александрија македонска хламида. Тоа јас го зедов од Плутарх. Зошто Плутарх не напишал Александрија грчка хламида, туку напишал Александрија македонска хламида? Значи, битката кај Гавгамела, македонско довикување. Успесите на младиот македонски цар му влевале на секој македонски војник чувство на гордост и моќ за Македонија како прва сила на светот во тоа време. Или да речеме, секој се чувствувал македонец. Одговарајќи му на Калистен, Александар III Македонски докажал дека секој се чувствувал македонец, ја бранел честа и ги штител интересите на Македонија. За тоа има доказ. Зошто? Овдека аз еден од насловите во тоа време го оставив како светот го освојувам за македонците. Значи, тоа изворите го кажуваат, историските извори. Кај Хирканија, пред елитните македонски корпуси од 20.000 пешадија и 3.000 конјаница, Александар III Македонски свечено изјавил: јас за македонците светот го освојувам, буквално ако се направи превод, или на македонски светот го освојувам за македонците. Значи, ние ако сакаме да ги најдеме во изворите сите овие работи, можеме да видиме, да речеме, се подготвил некој бунт во војската на Александар и доаѓа командантот на телесната гарда, нешто му шепнал и Плутарх вика скокнал од триножникот и на македонски се обратил на штитоносците. Зошто не се обратил на хеленски, на персиски, на некој друг јазик, индиски и така натаму, тука се обратил на македонски. Значи, ние имаме многу такви доказни материјали, ако сакаме да ја одбраниме нашата теза, не да одбраниме, туку да ја пропагираме, да ја сервираме, а тоа пред се прави преку образовниот систем.
Во тоа време јас напишав дека имаме ера на македонизмот. Тоа е 92 година. Не знаете колку се разни критики и понижувања сум добил од моите колеги, дури една професорка, нели, од катедрата за историја на уметност и археологија, едно сабајле дојде, ме начека, уште не бев дојден на работа и излегуваше фејтонот и она ми вика: тоа вие ли ги пишувате тие глупости во Нова Македонија? За да сега, после толку години, најдат некој наводно компромис на македонско-хеленистичка некоја наводна култура. Како може едно царство од 3,8 милиони квадратни километри, кои го создавале македонци, нели, да речеме Александар создал некаде 70 Александри, од овдека однел учени луѓе, писмени луѓе, работници, архитекти, професори и така натаму, да ја шират македонската култура. Меѓутоа, по наводно... Зошто тој страв, професоре? Зошто ве спомнавте колешката, што негодувала, ве критикувала? Па лично јас мислам дека во тоа време, па и сега, многумина од нив добиваат одредени бенефиции, да одат на различни симпозиуми во Грција, тогаш нели можеле да се прошетат, да добиваат да печатат книги, да печатат некои книги и така натаму, или пак од заблудите од минатото, а треба ние да ги срушиме тие зидови на заблудите на минатото. Колку тоа е може на прилог на нашиот южен сосед. Дајте малце да му дадеме димензија и за секојдневното случување. Сведоци сме дека Македонија веќе го добива вистинскиот лик за да прикаже својата историја, своите аргументи на Мегдан, што се вика, начик. Не се поставен Александар Македонски, се може да го крстиме. Ние можеме како народ да му дадеме димензија дека тоа е, не може да има некој друго име, нели? Од друга ситуација, воин на коњ, како му даде, нели? Од друга ситуација, имаме групи кои ден денеска противречат. Зошто да се изградат такви споменици, дали требало такви споменици и така натаму. Еве и прашање на нашиот мејл, чиј е производ така наречена антиквизација. Дали е тоа проект за реелиминација на историјата и археологијата на Македонија заради промена на државното име, за да не се дознае вистината за македонците и Македонија, односно повторно, како и досега од 1944 историјата и културата на Македонија да се затвори во актуелните граници на Републиката, за друг да стане собственик на незиното име, култура и историја, од и кој да ја поседува територијата негова е историја. За жал, заборавајќи на окупацијата врз Македонија од Балканските војни 1912-1914, кога Атина за прв пат влегува во Македонија. Ова прашање пристигна на нашиот мејл. Дали може да ги коментирате овие прашања? Прво, сите овие споменици што се градат и воопшто грандиозниот проект Скопје 2014 година, јас на еден мој напис минатата година реков дека тоа е последната шанса из триумфална порта да влези и изумот на македонизмот и воопшто македонизмот во современата македонска архитектура. Не е во прашање овдека само Александар Македонски. Ако тргнеме ние од Музеј на град Скопје, кај што се презентирани печатите од Говорлево, на кој што ќе треба некако после да се задржиме. Так. Тие се со старост, да речеме таркалезниот печат, некаде со 6000-5000 години пред наша ера, тоа значи 8000, 7000 години има континуитет на македонско писмо, кај што децидно стои сум, сал со Бога, сум. Значи, името на Македонија не може да се задржи само ако имаме ние артефакти, а ние го имаме, а ниеден друг народ во светот не може да извади артефакт кај што пишува име на нивната држава, на нивната нација, на нивниот народ. А плюс овдека го имаме јазикот. Тоа се елементи за идентификација на една популација. Се додека постои Македонија, постојат македонци, постои македонскиот јазик. Таа разграбена култура,
и делови, разграбените делови од македонската цивилизација, од континуитетот, од палеолитскиот континуитет на македонската цивилизација. Нормално им оди во прилог да исчезне името Македонија. Се додека има македонци, има Македонија, ќе има носител на тој континуитет. Ако тргнеме, значи понаваму, го имаме од десната страна, по таа долга патека или улица на македонската цивилизација, која е долга некаде околу 3,5-4 километри од музеот на град Скопје, се до Јустинијановиот акведукт, кој е изграден 535 година. Значи, на ова територија, кај што Јустинијан први има изградено некаде 70 тврдини со централната Јустинијана прима, тука ќе го најдеме ние и цар Самуил, ќе го најдеме и Јустинијан први, нормално централна фигура тој е Александар Македонски, па ги имаме Чуповски, нели, од левата страна, ако одиме кон Јустинијановиот камениот мост во Скопје, ќе го минеме Јустинијановиот камениот мост во Скопје, кој ще се јавува како обединувачки фактор на традиционалното и современото. И автоматски, како што викам јас, нели, некој ми рече, овој се викал Душанов. Јас реков, Душан поминал низ мостот и отишол во историјата. А некои поминале, поотишле во ѓубриштето на историјата. Значи, имаме ние доволно елементи од јужната страна на мостот, ги имаме импозантните исто така скулптури, да речеме, или споменици на Гоце Делчев, на Даме Груев. Од другата страна ги има средновековните наши дејци, нели, кои ја проширувале и ја ширеле македонската писменост. Тоа е солунските браќа Свети Кирил и Методи, и од другата страна имаме еден гениалец, како што беше Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски. Ние, благодарејќи на Свети Климент, денес ја имаме древно македонската, основата на древно македонското писмо, како наше писмо, како наша азбука, независно колку пати низ историјата и низ илјадолетијата се направени тие кодификации на македонското писмо со одредени модификации. Како што лично сметам дека исто така една средновековна модификација обидите да се понуди нели. Колку вредеше ова представување на историјата да биде, прije спомнахте 92-а, што ви се случи од колегите со вашиот напис. 92-а да беа поставени. Ако можам само да завршам мислата. Значи, предлогот за да се постави или одредување на локација за да се постави споменик на културата датира од 1990 година. Службено јас тогаш го дадов тој предлог, 1991 година, благодарејќи на промените кои настанале, имавме можност да покренеме постапка да се постави маркица на 4-5 локации за споменици на културата. Требаше да поминат 21 година за да можам да го видам споменикот на Александар Македонски. Кога 91 беше тука планирано? 90 година, да. И еве овде кај јас носам од антички македонци, нели, едно барање кој службено тогаш како бидејќи собрање на град Скопје, значи таа постапка замислете од 90. Како се чувствувате сега после 21 година? Па тоа ќе кажам како се чувствувам, нели? Еве јас овде како имам писмото кое било испратено од Сдруженијето Антички македонци до собрање на град Скопје со поддршка да се подигне споменик на културата, односно споменик на Александар Македонски, и тоа е испратено на 10.7.1905 година. 95 година. Значи 1995 година. Така. Значи требаше да поминат 16. Ако може да го илустрира. Па добро, тука малку е слаба ова копијата, меѓутоа ете антички македонци, ова може да се најде на веб страницата на антички македонци и секој ден може тоа да го ископира. Молам? Бевте одбиени со вашиот предлог? Не, туку постапката со сите бојкотирања кои се случувале, нема негативно решение во однос на поставувањето или на споменик или одредување на локација. Да. Првата локација број 1, бидејќи 4-5 локации има понудено за различни споменици, ова беше точно на ово место на плоштадот кај што сега се подига споменикот. Нормално тоа после го процесуиравме преку службата за урбанизам на собрање на град Скопје, додека дојде до одредување на маркица, на големините и така натаму.
Другиот споменик за Јустинијан I, требаше да чекам скоро 40 години, откако почнав за Јустинијан I да зборувам, значи за управда, Вистинијан, Јистинијан или латинизираното име Јустинијан I. Во ист ден, значи после 40 години и после 21 година, доживеав да го видам споменикот на Александар Македонски и на Јустинијан во ист ден да се подигат. И кога ме прашале какво е вашето чувство, јас викам сега со овие споменици можам да кажам дека ми се продолжува животот најмалку уште за 20 години. Имам сатисфакција за сите напори кои биле направени за да може да созрее идејата да се подигнат, да ги почувствуваме како македонци сите овие великани на македонската цивилизација, и затоа сега се многу заинтересирани и полне плоштадот со странци кои доаѓаат и се воодушевуваат, зашто досега знаеле дека наводно Јустинијан бил, што му знам, римски император, византиски император, нели, и така натаму. За Александар Македонски дека наводно бил хеленска цивилизација ширела, така натаму. Глупости невидени. Значи постепено со образовниот систем и со истражувачките работи што се прават од повеќе колеги, и од мојот колега Вангел Божиновски и од другите, нели, колеги, баш на еден сајт бугарски не имат изредено некаде околу 16 души, нели, и го цитираат сајтот на антички македонци. Тоа е формирано Сдруженијето 93 година и уште нешто. Значи, со сите книги што се печатат и се стават во интернет, еве ова е една од последните издања, според тоа како тука пишува, Скопје, 2 август 2010 година, митологијата на македонците, и ова е првиот автор кој ги користи моите истражувачки работи и веќе ја почнува митологијата со некаде 100.000 и 77.000 години пред наша ера, затоа што на овој македонски полуостров, вика македонски не заради тоа што јас сум сега голем македонец, па така сакам да го кажам. Така се викаше до делото на Отоманската империја. Не, туку јас ги вадам фактите, нели? Ако се земат космографиите на Клавдий Птолемеј од 178 година наша ера, на картата на светот, кај што е прикажан полуостровот, што денес некои милува да го кажат балкански, таму стои само едно име – Македонија. Јас од тогаш наваму почнав да го користам терминот Македонски полуостров. Тоа благодарејќи на книгата што ја добив од моите драги колеги од Канада, кога држав таму предавање 1999 година за древна македонската писменост, јазик и култура. Пораката на вечераш, професори, еве, со оглед дека ќе ги вклучиме гледачите колку толку некоја минута да дадат некои нивни прашања, ве молам, со оглед, знам дека во една емисија не можеме да ги опфатиме сите теми. Дали би сакале да одговорите, господин Илјов и професорот, исто така, оддел на прашањето, дали има континуитет и дали има дистинкција, односно, меѓу словени и антички македонци? Ве молам, тоа е едно од прашањата што стигна на нашиот мејл. Додека ги добиеме другите останатите наши гледачи, дали може да одговорите на прашање? Значи, постои ли дилема меѓу словени и антички македонци? Станува збор за два различни етноса, за ист етнос со различни минувања или што? Добро. Зависи кое време ќе го земеме предвид. Значи, од палеолитот па до средновековниот период немаме ние поим словени. И ако се земи и тој поим словени, тоа е фактички произлегува од најстарото име на Богот на Сонцето, а не како што викаат од слава, од слово и така натаму. Етимолошки, според мене, јас тоа го имам објавено нека таму 94-96 некаде година, ако темниот вокал или слогот се отвори, ние ќе добиеме од Л, Ал, Ол, Ел, Ул. Значи, од Ал го имаме ние, еве денес да ги прашаме, да речеме муслиманите, Аллах, што тоа им значи. Значи, они до 621 година биле христијани. Значи, тие верувале исто така во Богот на Сонцето, а потоа преминале во
во друго едно верување. Само да вклучим еден гледач, бидејќи че мислам дека ќе биде само еден со вечерашната емисија, бидејќи долга имавме доста елаборирање. Добро вечер, кој се јава? Повелете. Само сонцето е постаро од Македонија. Повелете. Гоце Делчев, поздрав до Томич, поздрав до сите ваши денешни слушатели, гледачи и така натака, до докторите на науки, така. Значи, јас сакам само на ова се што е кажано вечера, да се надоврзам и да го оправдам моето јавување со моето истражување во изминатите 20 години со распадот на Југославија, на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со најавата за распадот на јужниот сосед, кој во овој моментален период на финансова криза и дебакал од 500 милиарди евра е момент кога мора се тоа што го слушам од сите професори, сите научни истражувачи во Република Македонија мора да се покрие со оперативата на делот на Република Македонија за конечно отпочнување на фазата на завршување на историјата на јужниот сосед Грција и делот кој и припаѓаше на Република Македонија сегашна егејскиот дел на Македонија, конечно се врати во составот на Македонија, Елада и останатиот дел, значи што е јужно од Олимп, како ќе се вика, они нека си најдат име, тоа е нивни програм, и да отпочне со фазата на укрупнување, односно враќање на македонските територии, на македонците и отпочнување на решавање на прашањето на Балканот и Европа. Да, многу со оглед ја замолив во контекст на темата. Добро, да продолжиме околу континуитетот. Значи, не се доискастваш. Значи, имаме отварање со ил. Од ил се подосна во историско време илирите. Од ол, с ол, тука со метатеза, се словените. Од ел, хел, хелени. Сите тие беа поклоници на култот на сонцето. Хелените, под она сега што подразбираме наводно како грци, фактички беше древно македонско мало едно племе на подножието на Олимп. Сите тие имиња припаѓаат на древната македонска митологија, да речеме некаде таму, или на поновата древна македонска митологија со 1000 некаде 500 години пред наша ера. Меѓутоа пред тоа, јас не случајно го држам отворено овој лист, кај што професорот Де Рико го дава датирањето заедно со професорот Хеншелвуд, дават едно датирање од 100.000 години пред наша ера. Ова е фактички моментално најстариот писмен документ. За да биде писмен документ, значи они мислеа дека се работи за паралелни линии, меѓутоа внимателно ако видиме, тука имаме лигатури кај што можеме да прочитаме сл-ма-ил и има с-илем, прва падежна форма 100.000 години пред наша ера. Значи имаме машки род, ил, ма, женски род или среден род. Некои народи после толку илјади години ден денес не знаат што е тоа машки, женски и среден род и што значи тоа множина. Значи, овие работи, кај што се зборува за најстарата фаза на македонската митологија, тоа не случајно ја покажа вас книгата на мој драг пријател Ристо Поповски, митологијата на македонците, кај што он овие работи ги зел и еден дел од нив има ставено во ова книга за прв пат во некоја книга нешто да се печати за најстарата фаза на македонците, на митологијата на македонците. Значи, ако го имаме ние сонцето, ние можеме да имаме геометриска представа, како што го имаме, да речеме, во печатот од Говорливо со 12 крако сонце, како што имаме во карпите на Осинчани, кај што имаме круг и точка по средината, која е подосна, многу подосна, нели, тоа е некаде со 6.000-7.000 години пред наша ера, што значи 8-9.000 во датирање, во континуитет. Ние тоа сонце како символ
И 16 кракото сонце, кај што го наоѓаме на повеќе места, па вклучувајќи ги, да речеме, и разните штитови на древните македонци, едно е палеолитскиот континуитет и рано неолитскиот континуитет. Се до историско време, кога се појавуваат веќе различни имиња за одредени племиња македонски, кои во историјата на Херодот се третираат како посебни наводно народи, а фактички сите зборувале на сличен јазик, бидејќи основата им е древномакедонска, како на писмото, така на јазикот, а така и со ДНК анализите што се направени. Само ако може, пред да завршиме, ќе бидам краток. Значи, ова се што јас тука прикажав, го имам ставено во интернет, може тоа да се провери, тоа е фактички древномакедонската азбука, која се состои од 35 знаци за 35 гласа. Неслучајно ја покажувам ова, затоа што долу ја имам дадено денешната македонска, кирилица, и да видиме скоро сите букви се идентични во древномакедонската азбука со старост од 100.000 години пред наша ера па наваму. Значи македонскиот народ не се описмени од 9 век, значи тоа беше писмен народ и затоа викаме, значи се создаваат тие грешки. Еве да речеме професорот Хурмузијадис дава тука еден надпис кој не можел да го дешифрира, туку го третира како најстари европски надписи со старост од 5260 години пред наша ера, што значи 7260 години, кај што овдека децидно стои шпел, седмо, колиште. Тие наколни живеалишта ние знаеме да ги правиме како архитекти најмалку во континуитет од 7260 години. И уште нешто. Значи, теоријата за така наречените индоевропски јазици ќе мора да претрпи дефинитивна историска поправка, бидејќи континуитетот на македонската јазична традиција потврдува дека најстариот јазик, тоест протојазик, бил палеолитскиот, мезолитскиот, неолитскиот и енеолитскиот македонски јазик. Ви благодарам многу. Навистина, ова дека биде порака и до сите, и претпоставам дека ќе прифатат и моите колеги од другите медиуми, да продолжат кај што јас вечера ќе застанам, а ја нема да застанам со оглед дека емисијата оди натаму, од факт дека се што е за Македонија, верувам дека ќе биде интерес и за сите да научат и да ја спознат и да откријат својата историја, бидејќи не смееме да се страмиме и плашиме од нашата историја. Ви посакам добро здравје на двајцата и на моите и двајца останати соговорници што беа преку едниот преку телефон, другиот преку Skype, и секако простете прочитувани што немав можност да ве вклучам, тоа ќе го сториме наредниот петок. Бите живи и здрави. Само да завршам со Виктор Иго, кој е француз исто така, кој 1860 година спомна дека очекува пред да се формира Европската унија, европскиот народ да се обедини, но да не му загрози на својот пријател ни по идентитетот, ни по суверенитетот. Епа, драги мои европјани и политичари, оставете ја реал политиката, примети ги фактите и аргументите, бидејќи тие се посилни од силата, посилни се од вашите политички реторики. Бидете на страната на аргументите, бидете на страната на Македонија. Бидете живи и здрави. Утре следете емисијата во 22 на Собранискиот канал. Пријатен вечер.